во недостаток на некаква квалитетна понуда на граѓаните на Република Македонија и на неговите гласачи, секогаш тоа е типично за ДУИ да преминува на вакви национал романтически теми и измислување на некакви проблеми кои што апсолутно не постојат. Меѓутоа, јас очекував иста ваква изјава од страна на господинот Ахмети во делот на македонскиот јазик. И кога е нападнат од страна на Бугарија, да слушнав вакви исти изјави во делот на одбрана на македонскиот јазик од страна на Ахмети, затоа што живее во Македонија, во истата држава која што македонскиот јазик е официјален. Очекував исто така да го укори на времето неговиот министер во владата Бујар Османи, кој што испрати допис до Европската комисија, каде што македонскиот јазик го ограничи само на територијата на Република Македонија, негирајќи ги дијалектите кои што постојат во македонскиот јазик во делот на Егејска Македонија, во делот на Пирска Македонија и така натаму, нешто кое што беше политички направено, така што очекував и тогаш Ахмети да има една ваква жестока одбрана на македонскиот јазик, како што сега условно кажано го брани албанскиот јазик, иако воопшто не е нападнат.